Добре дојде во студио за Сладжана Тасева од Transparency International, председател за Македонија, но и советник во владата за антикорупција на Србија. Првото прашање околу најавата, односно објавувањето на информација на новиот градоначелник на Центар, Андреј Жерновски, дека како што изјави тој, му било нудено мито од урбаната, градежната мафија за да го замолчи за нови или стари сделки. И ВМРО веднаш го повика да понуди докази до надлежните институции, да не молчи кои се луѓето, фирмите кои давале бизнис понуди, односно му нудале мито. Жерновски досега се уште тоа не го објави. Имате ли објаснување зошто? Објаснување може само да ви даде тој што ја објавил или што ја кажал таа информација. Добро, но анализа ми треба мене, да. Ние не би можеле да дадеме дали е потребно, дали е неопходно тогаш да го преформулирам прашањето? Знаете што, досега ние сме имале, барем во нашава практика на комуницирање преку медиумите и со медиумите од страна и на лидерите на политички партии, на различни луѓе кои се на различни функции во власта, пред се во централната, сега и во локалната, каде што се комуницира преку медиумите во смисла да се дадат некакви информации или објаснување за она што се прави или што треба да се прави во одредена ситуација. И до медиумите застанува целата приказна. Целата приказна застанува преку медиумите и до медиумите. Ние де факто сега имаме една голема промена во поставеноста на сето она како ќе функционира понатаму и општината Центар, пред се би рекла како ќе функционира понатаму завршувањето на проектот Скопје 2014. Ова е кажано во тој контекст, колку што јас го расправам. Најавена е дека таму ќе се прави ревизија на се она што се случувало во рамки на проектот Скопје 2014. Ние имавме анализа, ја правевме уште пред една година, на текот на постапките во рамки на проектот Скопје 2014 и заклучивме тогаш дека се правени премостувања. Наместо да се оди преку државниот буџет, се оди преку буџетот на општината за да се финансираат некои проекти кои што се прикажуваат дека се спомен обележје наместо монументални. За да не се изгласа во парламент, да не се даде јавност. Тука има големи проблеми во однос на тие процедури и нормално е дека сега и едните и другите ќе се најдат во ситуација како тоа да продолжи да функционира понатаму, вклучително и оние кои што се ангажирани од страна на досегашните власти за да бидат изведувачи на тие сите објекти или градежни фирми, уметници, сите оние кои што се ангажирани во рамки на тоа и сите тие се на некаков начин засегнати. Имаше еден пример, се извинувам што ве прекинувам. Господјата Искра Димитрова, која е автор на Три врби, ми беше гостин во студио и кажа дека земала само 500 евра хонорар, додека во документот кој беше даден од Министерството за култура имаше сума од 30.000 евра, која пишуваше сушност дека не е авторски хонорар, туку надокнада. Тоа беше формулацијата. И лавина на сомнежи нормално дека имаше во јавноста дека сушност на тој начин се перат пари или можеби не, но не беше јасно. Заради тоа што сите пари всушност господјата Димитрова ги давала на градежни фирми или на одредени лица за тој проект. А освен тие 30.000 евра има уште 200.000 евра за самиот проект, уметничко дело. Да, сме слушнале. Ние до сега многу пати било сомнежи или изјави за тоа дека се случуваат активности кои што одат надвор од редовниот финансиски систем или финансиските институции на државава. Исплати на пари во готовина, двојни документации и така натаму, тоа го слушаме и ние во нашите секојдневно работа. Го слушате, но дали сега ќе се открива и испитува со таа ревизија за која постојат информации дека ќе има и комисија, господинот Жерновски дека ќе формира, дека можеби вие одите како член, значи најкомпетентните луѓе во државата би влегле во таква комисија. Значи јас би го поврзала вашето прашање со она што како го почнавме разговорот. Да, тоа сето би требало да се преиспита. Било кој
кога ќе седне или ќе прифати некоја функција, најдобро е да знае на каде доаѓа и во каква состојба ќе ја најде целата институција или се она што е Има информации, предходно. има информации дека целата документација е изнесена, дека господинот Жерновски нема ни компјутер оставено, Тоа не неофицијални. Тие детали, јас само зборувам и од моето искуство. Јас секогаш кога сум одела некаде и кога отидов во полициска академија, прво тоа направи, ги повикав ревизорите и даношните инспектори да дојдат да видат каква е состојбата во институцијата, за да можеш да почнеш да работиш понатаму. Сега, во таква ситуација, поготово сега, кога станува збор за многу високи суми и многу инволвирани субјекти, најверојатно дека има заинтересирани кои што ќе комуницираат на еден или на друг начин со желба да го обезбедат својот интерес или да го обезбедат својот бизнис. Дали некој од нив се послужили со закана или пак дури со нудење на било што, некаква корист или мито. Јас дури не сум ни слушнала оваа изјава на Жерновски, на вистина, така да не знам добива понуди, рече тој. Што точно кажал и каков тип на понуди, но каков тип и да се тие понуди, сепак тие влегуваат во нешто. Ако така ги изјавил, не мора да значи дека тоа е понуда за значи за мито или за подкуп. Може би да била некаква понуда за работа, за соработка, не знам што. Сега ние спекулираме на одреден начин, зборуваме за нешто за што не знаеме вистина што се случи. Која е процедурата? Но еве да претпоставиме дека станува збор за понуда за нешто. Во интерес на некого или во интерес на општината или не знам што. Треба да се процени дали таа понуда е прво спаѓа во редот на законските действија и однесувања. Значи, незаконита би била секоја понуда која би се однесувала да некој се стекне со нешто што е недозволено или незаконски, па макар и да се стекне со предност пред некој друг или да се стекне со материјална корист или материјална добивка, или пак дури некаква понуда некој да тргува со влијание во интерес на нешто. Значи, тоа се тие недозволени аспекти на било каква ситуација да некој на некого нешто му понуди, а тоа нешто да се смета за недозволено и незаконски од аспект на антикорупцијските одредби во кривичниот закон. И која е процедурата? Каде треба да се обрати господин Жерновски? Доколку би била една таква, хипотетички таква ситуација, тогаш не само господинот Жерновски, јас се сеќавам, ние имавме таква ситуација дури со сегашниот премиер, кој што еднаш изјави дека некогаш некој му понудил нешто. Мито за името. Да, но истата процедура важи за сите, истата процедура важи и за нас кои што седиме овде денеска, значи без разлика, тоа не е врзано со функцијата, тоа е врзано со дефиницијата на кривичните дела од областа на корупцијата, кои што велат дека корупцијата виновни се или има две страни, и оној што дава и оној што прима, и фактот дека и обидот е казнив. Значи, ако некој на некого се обиде нешто да му понуди, да му даде, и самото тоа е казниво действие. Но рековме, бидејќи зборуваме во сферата на кривичното право, сепак треба првин да се процени, да се види дали тие действија се незаконити, дали би можеле да влезат во оваа сфера на... Како ќе се испита? Надлежна институција тоа би го испитала, јавен обвинител? Значи, доколку некој понуди нешто за да се направи нешто во рамки на службените обвестувања. Значи, дефинициите сега не знам дали треба да ги елаборираме. Не треба, како би... Мислам дека треба, затоа што знаете... Жерновски, како би знаел дали треба да пријави или не е прашањето? Можел да знае, затоа што ако е нешто што треба да се бара, да направи нешто што не би смел да го направи. Оди до јавен обвинител? Во таква ситуација ги постапува на начин да контактира со некој од надлежните институции. Дали тоа би било јавното обвинителство, дали тоа би било Министерството за внатрешни работи. Вие тоа би го советувале ли? Кој што исто така. Тоа е редовниот тек на работите во случај ако зборуваме за евентуално предпоставена кривично-правна ситуација. Сега во медиумите пишуваат за 2006-та. Министерот за транспорт Милијана Киевски, кога велеше дека добила закани од урбаната мафија, дури и за неговата безбедност, безбедноста на неговото семејство, прво доаѓале до тогашната градоначалничка Виолета Аларова и тој тоа го пријавил во полиција. И сега станува збор за сосема друга работа, иако станува збор за закани,
на личноста или на безбедноста на личноста или Да, на тоа е веќе семејството. друго кривично дело. Изборуваме, јас еве бидејќи сум ги анализирала од многу аспекти овие работи, овој тип на закани кога се загрозува личниот интегритет или постои закана над животот или безбедноста над лицето или семејството, се дела каде што постои најмала темна бројка на криминалитетот. Значи, тие се дела кои што најчесто се пријавуваат затоа што се бара одредена реакција, односно заштита. Од друга страна, пак корупцијата е област во која што имаме највисока темна бројка, затоа што луѓето не пријавуваат од најразлични причини. Да, имаше истражување на МОВ деновиве кој беше објавено како воопшто во Македонија не се пријавува и токму ми е тоа прашањето. Сега имаше една објавено ранг листа на неколку земји кои се најкорумпирани, па Хрватска, Словенија и Грција на пример одат горе на топ листата. Каде е Македонија? Зошто воопшто не се говори за Македонија? Затоа што ништо не се прави во Македонија. Затоа не се говори. Инаку во Словенија гледаме што се случува. Значи, целиот народ е надвор на улица и има протести против корумпираната власт. Се бара премиерот за кој што антикорупцијската комисија таму објави дека не ги пријавил сите средства со кои што располагал или фондови кои што ги трошел. Има и критички медиуми. Апсолутно, има отворени критички медиуми, може да се слушне гласот на народот, односно граѓаните имаат право да го скажат својот глас без да се плашат дека нешто ќе им се случи во однос на нивниот пред се работно место или во нивната безбедност. Во Србија гледаме што се случува. Значи, во тек се многу бројни постапки за испитување на коруптивни действија од страна на луѓе кои што биле и високо во власта, и вклучени во власта, но и луѓе кои што биле вклучени во приватизација. Ајде и кратко на крај сме сосема кратко околу субрата Рој, ме интересира вашиот став. Коруптивните сделки за кои се гони во Индија, а тука е прилично добреден. Македонските власти го очекуваат, сепак не ги откажуваат неговите проекти. Можам само да кажам дека јас не би го примила да разговарам со него за било какви проекти. Затоа што се покажа дека не само во Индија и во многу други држави има постапки кои се водат против него, дека му се запленува имотот, дека е обвинет за различни дела, вклучително измами. И зошто на владата не смета, на македонската влада тоа не пречи? Би требало да смета, затоа што ние во мерките против перење бари правиме листи на индикатори на држави со кои што не сакаме да соработуваме или лица кои што би се сметале да се ризични, за кои што би требало да се внимава во било каква соработка. Господјот Тасева, дека тоа не се прави, не знам зошто, мислам дека тоа не се добри политики. Дали бевте поканети да бидете во анкетната комисија како компетентен борец против корупцијата, анкетната комисија околу инцидентот за нацрниот понеделник? Официјално не. Официјално не бев поканета. Мислам од никого тие што донесуваат одлуки. Постојат информација дека од странците сте имале контакти. Комуницирање, но никаква директна или конкретна покана или од македонските две страни, инволвирани страни. Ви благодарам што бевте гостин во студио. Ви благодарам за поканата.